Оваа година да добие поканата за членство во НАТО и пречките на тој пат се во фокусот на посетата на министерката за одбрана Радмила Шеќеринска на Соединетите Американски држави. Македонскиот случај Шеќеринска денеска го образложуваше во Стейт Департментот, каде се сретна со дипломатите кои се најдиректно задолжени за земјата и регионот, Елизабет Милард и Метју Палмер. Што слушна министерката од првите луѓе во тимот задолжен за Европа, Евроазија и Балканот. Денеска е 27 април. Точно година од моментот кога многумина и во Соединетите Американски држави и во меѓународната заедница се плашеа дека државата може да влезе во целосен хаос. Не цели 10 месеци од изборот на нова влада, Македонија се споменува како држава која што дава нова шанса на Балканот, како држава во која што слободите, медиумите, невладините организации, владењето на правото имаат шанса. И тоа е навистина крупна промена. И таа промена не се случи лесно и не се случи преку ноќ. Таа промена е видлива во Вашингтон и се цени. Коментарите кои што можевме сите да ги прочитаме во извештајот на Европската комисија, извештајот на Freedom House, кој порача дека Македонија е единствената надеж во Европа за подобрување на човековите и особено медиумските права и слободи, сето тоа се аргументи кои што се ценат. И впечатоците за Македонија се позитивни и впечатокот е дека навистина имаме историска шанса да ги промениме состојбите во Македонија и да ги промениме состојбите во регионот. Најголемиот дел од моите соговорници кажаа дека Македонија го заслужи своето членство во НАТО и дека се надеваат, очекуваат, посакуваат договор со Грција, кој што ќе ни овозможи навистина целиот иден процес со забрзано темпо и со забрзан чекор успешно да заврши за Македонија. Дали во детали го отворивте прашањето за името и клучната пречка во целиот процес, тоа е уставните измени, ерго омнес, барањата на Грција за употреба на новото евентуално договорено име, кој што очигледно најголемата пречка во целиот пакет за се да дојде до конечно решение. Не сме тука да преговараме, затоа што преговарачкиот процес е многу чувствителен и мора да го почитуваме така како што е замислен со медијаторот од Обединетите нации, со двајцата министри, се надеваме во иднина и двајцата премиери, кои што ќе го продолжат со надеж успешно да го завршат процесот. Меѓутоа, она што го зборувавме овде во Вашингтон, во Стейт Департментот, е дека во процесот се направени сериозни чекори напред. И дека можеби двете држави никогаш досега не биле волку блиску до решение. Остануваат тешки прашања, не смееме тие да ги минимизираме, со нив не можеме да импровизираме, но факт е дека за многу крупни теми, околу кои немало согласност предходно, начелен договор е постигнат. Сега ќе зависи од Скопје и од Атина, ќе зависи од двете влади, дали оваа историска шанса ќе се искористи или не. Но што ако не се реши прашањето за името? Има ли стравувања Македонија да се врати назад или да се врати неизвестноста во земјата? Такви стравувања во Вашингтон не чув. Меѓутоа, да не очекуваме тоа да го решаваат или да го коментираат нашите стратешки партнери. Тоа е прашање кое ние треба да го одговориме. Нашата цел е да го решиме проблемот. Нашата цел е да ги отвориме вратите за членство во Европска Унија и НАТО. Но во секоја варијанта наша обврска е да гарантираме дека државата ќе продолжи да биде стабилна и ќе продолжи да создава просперитет за своите граѓани. Без разлика на тоа дали ние ќе успееме да најдеме решение со Грција или не. Свесни сме дека членството во НАТО и членството во Европската Унија ќе бидат дополнителен мотор за домашни реформи, за економски раст. Меѓутоа, велам, обврска е наша да не дозволиме никогаш повеќе во Македонија да ни се случи тоа што се случи на 27 април, но и да ни се случи тоа што ни се случуваше 3 години пред 27 април. Македонија никогаш повеќе да не биде заробена држава. Никогаш повеќе да не го ограничува правото на медиумите. Никогаш повеќе да не ги чува граѓаните во заложништво и никогаш повеќе политичарите да не сметаат дека се над законот. Највознемирувачки збор за вашингтонските кругови во овој период е Русија. Од тука, имајќи ги предвид случувањата на релација Москва-Скопје,
зачестените агресивно интонирани изјави што доаѓаат од руската власт. Не е изненадување што во настапот што Шетининска го имаше во Атлантскиот совет овде во Вашингтон, едно од прашањата беше какво е влијанието на Москва. I have been in politics for far too long. And I remember, the situation in the 90s during the wars of former Yugoslavia, the Kosovo crisis, the conflict in Macedonia in 2001. And let me tell you, although I was involved in most of political discussions, I cannot name you a single Russian ambassador in Skopje because they actually never had a very visible role. They were there. I remember several statements during the crisis in 2001, during the Kosovo crisis, most of them given in Moscow or in New York, and that was it. Starting from 2015, when the crisis exploded in the country, we have seen a stark difference. And we have seen a very, very clear position by Moscow, where status quo is the only acceptable notion. And what was striking was that if you draw a parallel between the developments in Montenegro prior to their NATO entry, some of the things appeared similar. You had a government, elected government, and you had people protesting. But the Moscow's view was completely opposite. In the case of Montenegro, they said that this is a legitimate right of the citizens to ask for, a different kind of policy. In Macedonia, those of us who were on the streets protesting for democracy, human rights, freedoms, we were the instrument of the West to topple a legitimately elected government. These kinds of influences have continued throughout 2016 and 17. And for the first time last year, we have heard a very strong Russian line that Russia will not object to Macedonia's path towards the European Union, but that they will object to our entry into NATO and that they will consider us, quote unquote, a legitimate target in case of entry into NATO. This is the first. We do believe that in this vacuum, while the situation in the country or situation with regards to especially our NATO membership is still unclear, that these kinds of statements and influences will continue. We see an increase in fake news, hybrid pressures, if not warfare. Specific institutions and individuals are especially hit. But this is why we believe that making our moves sooner rather than later is very important. And this is why we believe that making these moves by EU and NATO member states, and especially by the US, is practically crucial. Дипломатските закани од Русија ги ставија на иста страна владата и обвинетата македонска диаспора, организација која се залага за влез на Македонија во НАТО, но во исто време бара и прекин на преговорите за името со Грција. Прво и најпрво да спомнам дека ставот на омада од секој пат била Македонија да влези во НАТО и Европската Унија без уцени, без промена на уставното име. Реалноста покажува различно, но ние ќе туркаме на тој став. Секоја конгресна сесија има писма дали до администрацијата, дали до НАТО. Прошлата година имаше писмо од група конгресмени до државниот секретар, барање на посета на официјална посета од страна на државниот секретар во Македонија. Немало таква посета од 2001 година, Колин Пауел бил последен. Моментално припремаме писмо од група конгресмени до генералниот секретар на НАТО Столтенберг, за да што побрзо се протурка Македонија да влези или да добија покана за НАТО членство, особено тоа што со руското влијание и растењето на руската влијание е загрижувачки за македонската диаспора. Знаеме, Русија никој пат не била пријател на страна на Македонија, но дефинитивно треба и тие да имат добри односи. Сепак Русија е клучна земја во Обединетите нации и било каков, иако не се согласуваме со преговорите, треба да се свати дека без разлика секој договор мора да биде преку Советот за безбедност. Но другото прашање е ситуацијата со
со руското влијание во Грција и колку русите работат против членството на Македонија во НАТО преку Грција, особено тоа што Грција бара уставни промени на Македонија. Овде во Вашингтон може да се слушнат и песимистички сценарија дека Македонија можеби нема да добија покана за членство во НАТО на јулскиот самит на Алијансата. Ваквите проценки се темелат на неизвестност околу исходот од преговорите зимето кои се заглавени на прашањето за опсекот на употреба на новото име и промената на уставот. Но она што е позитивно во севкупната атмосфера на сложени меѓународни односи е дека актуелната американска администрација, наспроти првичниот скептицизам околу НАТО, сега се покажува за отворен и, како што се коментира овде, закоравен поддржувач на трансатлантската соработка наспроти се поагресивната Русија. Меѓу најотворените поддржувачи на политиката на отворени врати на НАТО е секретарот за одбрана Джеймс Матис, со кого Шетининска се среќава во вторник. 360 степени во Вашингтон. Владимир Мирчевски.